Добро вечер и добре дојдовте во петочното издание на Аргумент Плюс. Машката ракометна репрезентација на Македонија вечерва од 20 часот и 30 минути со надпреварот против Данска ќе го почне настапот на 17-тото Европско првенство. За она што предстои, наш гостин вечерва е македонската ракометна легенда Ристо Магдинчев. Магдинчев, добро вечер. И ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во... Благодарам на поканата. И за оние помладите. Од 5-16 години на ракометниот терен, играч, тренер, селектор, доволно реноме и кредибилитет да можеме да разговараме за сето она што предстои на континенталниот шампионат. Верувам дека ќе имаме добар разговор. На почетокот малку статистика и малку критика. Ова ќе биде 15-то едно подруго учество на Македонија на големите надпреварувања, сметајќи ги и мундијалите. Континуитет за почит, во секој случај, верувам ќе се сложите, но од друга страна, во последниве неколку години, Ракометната федерација на Македонија, куќата на спортот број 1 кај нас, и со сите овие постигнувања, не направи прес-конференции пред заминувањето на европските, светските првенства. Јавноста остана без основното прашање, што е основната цел на репрезентацијата на шампионатот. Во случајов беше подпишан нов договор со селекторот Кире Лазаров на уште 3 години, што јас од моја визура го поздравувам. Резултати не се прават преку ноќ, ќе се сложите и вие понатаму во разговорот, верувам. Убава можност да биде тоа еден свечен момент, таа пресконференција, меѓу другото. Но и овој пат ми се чини дека е тоа веќе аматерска навика. Не конкретно за ова раководство, веќе неколку години наназад. Вашето мислење? Па добро, сигурно дека се сложувам со твојата констатација. Нормално е и секаде во светот да пред вакви големи надпреварувања како што се Европско првенство, Светско првенство или Олимпијада, Лига шампиони, мора да има пред стартот на тоа надпреварување. Така да со тоа фактички се покажува една сплотеност на репрезентацијата, федерацијата и една, да кажеме, на позитивна мисла да се каже према спортската јавност на државата, на Македонија и прво пред новинарите и државата. Новинарите се тие што треба да го на јавноста да им пренесе. Меѓутоа, имаш право, веќе неколку, па ја мислам дека бидат и од петто првенство нема воопшто, ја мислам во едно интервју го имам кажано тоа, нема никаква конференција за штампа, нема никакво, не треба отчет. Меѓутоа, што е целта на тоа првенство, на кој начин се подготвувавме, што добивме, да се најдат позитивните работи, што биле во тој период, дали за нешто сме биле куси, дали не, дали сме го постигнале, не сме го постигнале, одигравме толку надпревари, пријателски и така натаму, што е нормална работа. Меѓутоа, за жал, веќе пет пати поред тоа не се случува. Зошто тоа е така, тоа треба селекторот да го каже. Во таква ситуација, кога го немаме конкретно мислењето на Лазаров, веројатно читате и самите, што се однесува до очекувањата на јавноста, на љубителите на ракометот. Еве, последно, денеска на некои портали наслов и на данците им се тресат нозете од Македонија. Па добро, мислам дека тоа е
тоа е несериозна изјава, мислам. Тоа воопшто не знам која е целта на таа изјава. Се тресат нозете на данците кои што се 4-кратни светски прваци и олимписки шампиони, мислам, нема потреба на тој начин да ние се конфронтираме, односно ја гледам како конфронтација или што ја знам, како некоја многу несериозна изјава, не можам ни да ја коментирам. Ја не знам кој новинар тоа го напишал, меѓутоа тоа е несериозна констатација. Никој не вика дека данците не се предпазливи, никој тврдам дека се предпазливи, тврдам дека сериозно се спрема за играњето со нас. Изненадување има, секој пат имало и ќе има, меѓутоа да се тресат нозе, мислам, тоа е тотално несериозна изјава. Сега се враќаме во реалност. Ги следевте, верувам, подготвителните надпревари на македонската репрезентација, па каков е вашиот впечат? Вака сега, можам да кажам дека е сепак позитивно него претходните, да кажеме, пред светското првенство, па европското првенство, затоа што во тие 4 одења, секој пат баравме слаби противници. Игравме против слаби противници. Сега дали ги набрам беше, не знам. Бахрейн, Украина. Украина и така. Добро, али имаше доста слаби противници каде што ти се припремаш за европско квалитет, европското е појако од светското првенство. Така да ти се припремаш, ти дали ќе карикирам сега, ќе победиш, што ја знам, дали со Бугарија играш или дали со Бахрајн, ќе го победиш Бахрајн, окей, или што ја знам. Меѓутоа, што си научил од тој надпревар? Затоа што ти ја припремаш формата за играње на европското или светско првенство. Значи, мора да игра со квалитетни противници, па за да знаеш зашто сум победил или зашто сум изгубил и да знам што треба да поправам, а што треба да усовршам. Така да оваа година ипак имавме, можам да кажам, два пати, Хрватска, и Швајцарија. Да, и Швајцарија. Затоа сакав сега малку да спорам, условно кажам. Швајцарија, јас се зачудив на букмејкерската листа, е на 12-то место. 12-ти фаворит, Македонија е 21-та. Така е, да. Ама одигравме нерешено, бевме многу близко и до победа. Па затоа ја викам дека позитивното е што сите надпревари ние во последните 20 минути многу добро ги одигравме. Значи, како одеше, грото ние губевме со 4-5 разлика во првото полувреме, отприлик. И меѓутоа, кога дојде оној, како се вика, моментумот на преокрет, моментумот тогаш одеднаш правевме, карикирам, 5-1, 6-2, и го вртевме резултатот, кој на крај многу убаво и го одржувавме резултатот. Така да, прв пат Македонија на крајот не попушти, него ги добиваше надпреварите, што е показател дека полека, но сигурно дадоа овие надпревари позитивна конотација, дадоа овие надпревари да играчите веруваат дека може да направат, за што се припремаат и навистина прв пат отидоа вака оптимистички и можам да кажам нема еуфорични изјави, него изјави, реални изјави, но со акцент дека мора да дадеме се од себе, дека мора да не се плашиме од противникот. Така да тоа е еден позитивен дел. Како искусен и ракометен стратег, па и аналитичар во последно време, што мислите за ситуацијата со Манасков? Само кратко ќе прашам. Имаше или мораше да се најде солуција? Најмове да се збори за тоа после првенство. Меѓутоа, пак во кратки црти, ја вака викам, да Манасков беше, ја не знам која е причината, меѓутоа, Манасков откажа, кажа на селекторот дека не, селекторот го прифати тоа и тоа си се отиде, значи немаше по мене нити некои изјави и новинара, немаше
да кажеме, од директорот на репрезентација Миркуловски да разговара со Мазо. Тоа сакам тоа ве прашувам, дали треба да се превземат некои... Сигурно, тоа да. Тука мислим, ми се чини дека лесно некако... Меѓутоа, веројатно е голем јазот, голема е измеѓу нив двајца. Меѓутоа, во интерес, имаше, нели, доста и навивачи на мрежите викаат дека во интерес репрезентацијата и така натаму и така натаму. Меѓутоа, јас сакам ова да кажам, да ако Дејан Манасков, кој што игра во извонредна форма, бил запоставен, тоа е факат. Меѓутоа, ако е нова репрезентација, Дејан Манасков и Лазаревски, Кузмановски, Митев, да кажеме, Серафимов, Костевски, тоа е веќе јака, многу добро. Добро, Лазаревски се врати од повреда. Добро, тоа не знам дали можел да оди или да не оди. Меѓутоа, сакам да кажам дека тоа се две неверојатно клучни, затоа што Пешевски по мене е извореден пикер реализатор, нема дискусија, многу е прецизен, значи, меѓутоа не игра во одбрана. Значи, тука ние го губиме ритмот на транзиција на другата екипа и така натаму да го искористи тој момент. Меѓутоа, требаше да се разговара, ја не знам, председателот на федерација требаше да разговара или што ја знам. Многу олако се откажа. Можда и Манасков пренагли. Меѓутоа, затоа е тој договор, затоа се работи за репрезентација. Ние знаеме X играчи од било кој спорт во светот, многу потешки имало инциденти, па на крај се... Најдрастичен пример со кошаркарскиот клуб Партизан 90 Даниловиќ и Саша Ѓорѓевиќ воопшто нема комуникација. Надвор од теренот. А Партизан ја освои европската титула. Не знам ја дали, сега можда ја, меѓутоа, нигде не прочитав никаде, меѓутоа, дали требаше да направат напор да за Манасков да се реши. Меѓутоа, не се реши и тоа е така, тоа остане готово. Еден интересен податок, 8 на страниците на ЕХФ. Алкалоид е клубот со најмногу репрезентативци на шампионатот, 14, од кои 13 се во македонската репрезентација и Урош Борзаш во српската. Да. Дури еден повеќе од актуелниот европски првак Магдебург. И уште еден податок, Македонската Суперлига е трета по бројот на ракометари кои ќе настапат на овој шампионат зад Бундеслигата и зад Франција. Добро. Што мислите тоа? Колку може и е, да кажеме, до некаде пресудно во она што сите го очекуваме напредокот и во резултатска смисла? Не само пласман. Ова, ја по мене, ова му олесни работата на Лазаров, каде што 80-90% се македонски играчи. Не знам, они имаат двајца, Алколот има двајца странци или тројца, не. Додека Вардар, Еврофарм Пелистер и Охрид имаат сигурно по десетина од прилика, негде 80%. И автоматски сега таму, да кажеме, Вардар, Танковски е отиден во втор план, другите играчи, таму ти е Да, го рековме Лазаревски. Таму ти Лазаревски и Талевски си отиде, значи нема. Така да фактичи од Вардар се двајца таму во репрезентација. Но дали е предност тоа што? Не, ма предност е за Алкалоид, затоа што Кире што има друга солуција? Да ги земе од неговата екипа затоа што Танковски не игра. Како да го земе кога не игра? Така. Значи, таму затоа вика му Да, истото важи и за Еврофарм Пелистер. Од Еврофарм Пелистер играат Кузмановски, Атанасиевиќ. Добро, Митревски, ние зборуваме за играчи. Атанасиевиќ игра, ама повремено игра. Повремено игра. Значи, игра, може да игра они многу повеќе и треба да игра повеќе, меѓутоа тоа и значи се останато Алкалоид. Се останато Алкалоид. Така да тоа е мед со две оштрици. Не, тоа ќе се одрази затоа што не може Алкалоид ваков како што е Алкалоид да го победи Магдебург, да го победи Унион Берлин, да победи Парис Сен-Жермен, не може тоа да се деси. А ако не може да ги види
имаше во првенството Алкалоид загуби 6 разлика од Охрид, 7 разлика од Еврофан Пелистер, а треба да играме со Данска. Значи, тоа е силом прилика направено. Дали е, не знам ја, дали е тој, дали тоа така треба да биде, меѓутоа, тоа е, во овој момент, тоа се играчите кои што ги имаме на располагање. Поготово од македонските играчи на располагање ги имаме повеќе од Алкалоид, затоа што и играат. Сега, дали нивниот квалитет оди полека навама, дали е тоа доволно, дали е тоа лимит, дали ти играат уште, тоа треба да видиме. Полека се селиме на првиот противник. Како што и самите рековте, 4-кратниот светски шампион, актуелен и олимписки шампион и вице-првак на Европа. Едноставно Данска е, според мене, а и верувам според многумина, најдобрата репрезентација во изминатата декада. Предстои 8-миот меѓусебен надпревар, сите од официјален карактер, победивме само еднаш. Интересно, токму на дебито на Лазаров во селекторската улога на 11 март 21 во Скопје, 33-29 во квалификациите за Европското првенство 2022. Така. Сега, токму на тој шампионат, каде што заминаа и Македонија и Данска, е последниот меѓусебен дуел 2022 на првенството, кога Данска победи 31-21, тоа е една од 7 нивни победи. Значи, податоци што одат во прилог на ова и што го спомнавме од почеток, но еве сепак како гледате вие на... Многу е неблагодарно сега ние да викаме што ќе биде, што ќе се деси. Знаеме дека имаме 4-кратен светски првак, знаеме дека имаме репрезентација со плејада на врвни играчи, не е тоа само што ја знам, Нилсен Голманот или Гицел или Нилсен, така. Значи, меѓутоа тоа е репрезентација која што од минатото светско првенство, од 9 надпревари, 8 ги победи над 10 разлика. Само Хрватска во финале победи 6 разлика. А сега 2 години поминале, а они уште по-квалитетно и по-ангажирано играат. Значи, тоа е показател. Ние се правиме репрезентација, долгорочно, ова е 5-та година поред, правиме репрезентација, и сега нормално е да јавноста бара веќе не само да учествуваме, него да одиме дали во таа втора рунда. И затоа викам, прв надпревар ти е Данска. Значи, тоа е, не можеш ти да кажеш нека ние ќе одиме ќе ги победиме, тоа не можеш. Меѓутоа, не можеш да кажеш ни дека ќе одиме да изгубиме. Значи, тоа е Но спомна и Лазаров дека според него едноставно им рекол на избраниците уживајте во играта. Во тој, добро, Маце, во тој смисол, меѓутоа сакам, па не може Лазаров да како селектор да им каже добро, ние ќе изгубиме да одиграме надпреварот или ќе победиме. Не може тоа да го каже. Значи, во секој случај по мене надпревар кој што да видат, пак ќе кажам, не да калкулира, него да одиграат како што треба. 48 сати се доволно за рековери, да се доволни. Така да одиграат најдобро што можат. Значи, да го продолжат континуитетот од овие припремните надпревари, па ако одиграат многу појако од тие, значи се во горна линија. И се чека со Португалија. Така. Значи, мислам дека овој надпревар треба да го одиграат најдобро што они можат да одиграат тактички варијанти, што ја знам како е, и било кој резултат не е срамота да изгубиш од Данска. Точно. Тоа не е срамота. Меѓутоа, да видиш колку можеш да се надпреваруваш. А тоа да ти биде како позитивно, не како негативно. Така да, тоа е, мислам дека нема друго. Боред. Да. Во недела на преварот со Португалија. Од Добро, 18 часот, тоа е според многумина на преварот на кој така е. Може да се надеваме да го направиме тој исчекор кон главната рунда на едно европско првенство. Португалија граби со големи кораци напред. Значи ненормално. Игра полуфинале светско првенство. 4-то место лани во Хрватска. 6-ти беа европското. Така да, меѓутоа,
он има 5 играча кои што можат, ја мислам, не знам кого сакаат може да победат во овој момент и да се носат со Данска. Значи тоа се браќата Кошта, Салвадор, Фраде, пикерот и голманот Габриел. Тоа е основата на репрезентацијата. И на клупата искусниот Пауло Перейра. Да, он е мој добар пријател, заедно бевме во Тунис. Значи, сакам да кажам, значи, неверојатно квалитетна репрезентација, која ще е у подем, огромен подем е, меѓутоа, еве нека биде 30 или 30-70 за нив или 40-60 за нив. Нека биде како фаворити. Ама 40 или 30 се стигнува. Дали на еден играч, што ја знам, потврдил Кошта, дали може голмано да потврдил, а ние да одиграмо накако што треба, значи тоа е натпревар кој што може да се добие. Сега, Лазаров веќе има искуство со ова селекција на Португалија, квалификации за Европско првенство 24-та, 2 пораза, 32-27 и 29-23 на двата надпревара. Значи можност и да се анализира се како дека и португалците во меѓувреме се промениле, напреднале и така натаму. Но каде, еве, вие како стратег ја гледате евентуалната можност? Значи, дали ден на голманите, дали лош ден на противникот? Јас ги заборев да кажам за голмани. Голманите ни се најсветла точка во репрезентација. Тоа се 3 одлични голмани, почувајќи од Николче Митревски, Томовски што игра и младиот. Галевски е талент невиден и ја мислам дека он за многу кратко време ќе биде, он има 22 години. Значи, обично голманите после 24-та веќе се готови играчи. Они малце покасно созреваат од играчите. Така да имаме голман тандем невиден со Кизич, потоа доаѓа Гогов, доаѓа. Имаме голмани. Значи, голманската позиција е голманите се 50%, така? 70% е кримен. Не. Тоа е, значи, голманската позиција. Едини играч кој може да ти даде најголем мотив да го завртиш над преварот во своја корис. Значи, тоа се голманите. Брани, фаќа, даваш контрагол, уште една друга брани, значи, неверојатно. Така да, тука сме на таа позиција. Како против техничката подкованост на браќата Кошта? Тоа, па ја верувам дека они гледале видеа, дека знам нивното движење како е. Тоа е најво на видеото, тоа како се движат, кои се нивните додавања, кои ние се сме претежно во зона 6-0, значи. Добро, не, имаме и 5-1. Видиш, тука манјка сега Манасков, така? На 5-1. Тоа се, да. Меѓутоа, значи, према видеото, да се, оние последната утакмица, надпревар што го игра со Египет, да се види се. Меѓутоа, се знае дека Кико Кошта е агресивен, невиден, братот негов исто така, Салвадор е шутер од 10 метра, од трк, од земја или така, Фраде е веќе докажан пикер во Барселона и голманот одлично. Брзите крила ни се тука. Значи, треба многу работи да се затворат. Значи, тоа ќе биде, одбраната треба тоа да го реши. Дали ќе играат 5-1, дали 6-0, дали длабоко, да не дозволат брзо пренесување на топка, тие повратни топки поготово од средниот бек, повратни за двајцата браќа, значи, он гледа према, карикирам, он гледа према Кошта, ја дава назад на Марти. Така да тие работи, сигурно, ги анализирале и верувам дека и ние ракометари за трка имаме. Да, сигурно. Нема тука што. Сега види, нашата постава Кузмановски, Митев и Митев подобро игра, значи веќе последниот надпревар одлично играше, значи, така. Добро, долга пауза поради повредата. Значи, Кузмановски, Митев и Серафимов. Ипак Серафимовски е во овој момент не по квалитетен, него по голема форма е од Велковски, од така да мислам дека таа тројка со пикерот, тоа е нашата ударна сила. Мислам дека Игор Ѓорѓиев Игор Ѓорѓиев, да, меѓутоа Игор Ѓорѓиев повеќе си гледа не он кој мести топки на другите кој среден бек. Ипак он повеќе гледа на тај што го има тој пролаз, да име. Меѓутоа во дадени моменти може да се искористи. Тема тука што да може да се искористи. Така да ние имаме сепак за потанка клупа.
Значи, клупата е пода. Možda treba повеќе да се искористи Атанасиевич. Значи, повеќе да се искористи. Мислам дека крило ќе биде Ѓонов со братот на Атанасиевич, али не знам, Петар или Павле е беко, така не. Значи, он треба можда подобро, повеќе да се искористи. Он е доста агресивец, оди, не се плаши, значи во празен простор може да влезе. Така да, тука е многу битно како ќе одигра Кузмановски. Сега, ако обрнат на негово внимание, онда Митев. Значи, они знаат каде оди. Ние сме, мислам дека една од подобрите репрезентации што играме со Пикери. Тоа е нашата игра. Да не заборавиме, Митревски во Португалија играше. Да, Митревски ги знае, така е, точно е. Добро, ја реков, голмани, имаме голмани кои што може може да одговорат. И веројатно и тој ќе го почне. Може да одговорат на задачата, Така да, многу е битен моментот да се скратат грешките во напад. Значи, тоа е многу битно. Да немаме продадени топки, брзо плетост да немаме, тие работи да немаме, да гледаме кој што е поблизо играч, малце транзицијата да не оди побрзо што може. Така да имаме и ние оружје да покажеме и да како се вика, ја треба да диктирам, значи како напад, треба да диктирам во нападот и да ги натерам одбраната да играат како ја го играм нападот за да ги победам. Магдинчев, јас ми се чини дека ќе биде тоа, сум оптимист, нешто слично како со Унгарија на Мундијалот. Очекувам таков надпревар, не знам, ќе се покаже дали сум. Да направиме мала дегресија да направиме во тенисот. Мајкл Чанг од квалификации го освои US Open. Така. И отиде у топ 10. Борис Бекер од квалификации го освои. Мора еден надпревар да те дигне во висината и да победиш фаворит. Оној момент кој ќе го направиш тоа, го избегнуваш патот уште година да ствараме, него одеднаш стануваш веќе на ранг со нив. Тоа е многу битен момент. Затоа вика се факторизираш. Се факторизираш. Затоа вика ние мораме да направиме едно изненадување да победиме фаворит. Оној момент кој ќе го направиме тоа веќе затоа што викаме млади, не сме веќе млади. Значи не сме веќе млади. Значи во години сме кај што треба да се прават резултати. 4 првенства помија, 5 тоа. Значи мора да се прават резултати. Така да тоа е тоа во овој момент. Одиме на средбата со Романија во вторник, исто 18 часот. Ве молам бидете внимателни, го гледам составот. Недостасуваат Василе Стинга и Маријан Думитро. Романија е драстично ослабена. Говорете, види, Романија е... Значи, за помладите, да кажете, добро, кога се тие времиња златни на Романија? Уште груја да го кажете. 4 светски титули на 5 првенства, но 70-тите години од... Без разлика, она страшен пат, Магдинчев. Они огромен, меѓутоа Романија си е Романија. Ипак е тоа репрезентација која што ракометари зналци има, кои што знаат да играат ракомет, така да во секој случај ќе биде исто тежок надпревар. Меѓутоа сега ја викам 60, 40 или 30 за нас. Значи во наша корист. Точно. Мали фаворити сме ние против таа репрезентација. Така да ќе видиме, значи пак ќе кажам, треба да поминат двата надпревара и да знаеме на што сме. Тоа е многу битно. Иако на последните меѓусебни дуели, значи победа за победа. Значи, добро, ние сме комши, така, од вид блиски, така да тоа е тоа, нема што, меѓутоа не можеме да кажеме дека ние тоа е лесен против и ние ќе ги победиме романците. Не. Они на претходното првенство по 28 години се вратија на континенталните собири, но 3 порази завршија на 21 место, мислам. Не успеа Чави Пасквал, значи реномираниот шпански стратег, и сега имаат нов селектор. Значи тоа кажува дека можда играчкиот кадар не бил толку квалитетен. Мислам, сега се наметнува Станчијук, тоа млад 21-2 годишен ракометар кој е, да кажам, погонот на екипата, но во секој случај треба да се биде предпазлив. Да, сигурно. Зоран, нема лесни надпревари. На европскиот првенство нема лесни надпревари.
Затоа викам ја, секој пат Kielce губеше 9 разлика на 11 минути во Келн и освои титулата европски првак. За 11 минути стигна 9 разлики. Нема опуштање, нема подценување, се игра максимално и да ги натераш играчите со секој надпревар максимално да го сватат сериозно. Само така се дојде до резултат. Ми сигнализираат од режијата, за жал, уште многу интересни прашања, на две не можам никако да не ги поставам, затоа телеграфски. Значи, регионот ќе биде представен од Хрватска, актуелниот светски вице шампион, Србија, Црна и Словенија. На кого му давате најмногу шанси? И само уште да констатирам, значи, во 3 од овие 5 селекции се странци селектори. Да. Мислам дека Хрватска тука нема, сигурно дека ќе се помене дека во втората рунда ќе оди. Црна Гора има шанса во таа група. Сега играат со Словенија. Црна Гора, Словенија во 18, во теке на превар. Меѓутоа словенците се без 9 играчи. И последно голманот Фермин. Да, така да црногорците имаат убава шанса да се додат во вториот круг. Убава шанса да. Србија вчера. Србија повторно сега вториот надпревар против Германија. Тоа е многу тешко, многу тешко. Го имав планирано и ќе го поставам. Дали ја видовте новоста на Раут? Се извинувам. 7-6 со 4 бека. Како ви? Ја мислам дека тоа само таа слика само некој така е фатена, иначе не. Одма потоа имаше пиво таму. Не. 7-6 беше со 2 пивота и 3. Не, првиот напад го дадоа, да, со пивот одма кога се доближи. Не, можда тоа е можда само значи, мислите дека не е негов изум? Не верувам дека, па тоа не е изум, тоа се изум. И вообичаено на крај, значи, фаворитите за трофеите на букмекерската листа: Данска е прва, Шведска втора, Франција трета и изненадувачки Исланд четврта. Да, Исланд е сега на брзина вака. Па добро, тоа е отприлика така, меѓутоа ја мислам дека Франција би ја ставила на второ место, мислам Исланд, и да не ја заборавиме Германија. Да, тоа сигурно. Да не Шпанците се се под 10. Да, добро, мислам тоа. Да, али ја подмлади репрезентацијата, доста квалитетно е подмлади, така да ќе има некој и тука изненадување. Меѓутоа Данска, Франција, Шведска, Исланд, тоа мислам се добра е она констатацијата во рете, тоа е тоа. За крај, на кратко, ќе видите селекторот, останавме пред заминувањето на репрезентацијата за одговор на основното прашање. Која е основната цел и реперот за успех? Еве, у 2 реченици, на Македонија. Основната цел и? Реперот за успех. Што не го слушнавме од Лазаров пред заминувањето. Па, нема тука што далеко повеќе да се работи, нема тука што да се работи повеќе, да се има услови за работа. Зашто алкалоид, например, најповеќе скокна? Затоа што алкалоид работи во изворедни услови, со топла сала, 11 месеци тренира. Останатите екипи тренираат по 6-7 месеци. Кој тренира сега на ова време? Кој? Во ладна сала. Ја тоа колку пати сум го рекол, но не. Ние сакаме со 6 месеци работа да победиме Германија, да победиме Франција, да победиме, што ја знам, Исланд и така, не може тоа така. Значи, Кире, нема, да се разберем, мислам дека квалитетно работи во алкалоид. Јас се согласувам со себе. Квалитетно работи, затоа тие играчи маце побрзо напредува. Сега, до каде оди тоа, ќе покаже времето. Подготвувајќи се за разговорот, ваша изјава во емисија на едно гостување за репрезентација е потребно 4 до 6 години. Тоа е циклусот, Ево, ова е веќе петта цела година. Значи, тоа е циклус. Не можеме ние са наредното светско да викаме, ама групата е тешка. Па кој ни гарантира дека ние ќе имаме лесна група? Значи, мораме да се припремаме со тие репрезентации да играме. Магдинчев, голема благодарност уште еднаш за гостувањето во студиото. До некоја наредна прилика. Поздрав. Благодарам. Почитувани гледачи, и вам ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Задоволството е и наше. Пријатно.